кога сме правеле план, па сега да правиме план. Немаше толку многу трки поред и сега ќе сме правеле план, што све сме пропуштале да зборуваме, не Џо? Ја Таа бе, кажи, душа ми досадни се се чудам. тркиви, тоа е тоа. Ме сваќаш? Ај, добре дојде, после пауза. Добро те најдов. Исто и ти добро дојде од туѓина, јабана. Преку Алпите таму. Бев технички спремен, не технички, психички спремен бев да се закачам и од Алпи да снимам, ама мислам дека трката не беше инспиративна за да се снима толку многу комплицирани услови. А убавината околу пледеше така да не кев да се нарушувам. Тоа за прошлиот викенд збориме, за прошлата трка, не за ова. Зборуваме за Велика Британија? Што зборуваме? Не, која беше таа што ја пропуштив на стари? Не, за Супербајк беше. Супербајк Мизано. Стварно? Да, бе. Мизано, да. Но зад нас останува еден викенд полн со возбудувања. Викенд кој што, ако треба да извлечам хайлайт, за мене тоа е дека Mugello is back. После корона, после дигање на цени и тешка криза во идентитетот, односно желбата за навивање на италијаните, не знам што направи организаторите и како направија, веројатно добра кампања за да го бодрат Бањаја им спремија, може би во меѓувреме Бањаја нели освои нешто што не освои, ништо не освои, ама добро како и да е. Али се надеваа дека ќе освои тука, да. За малку ќе освоеше. Ја слушнав дека не било вака ни во времето на Роси, него од 70 и некоја година дека немало вака. Лажеа заради промоција, значи Гранд стадион, зелениот дел, ќе ги пуштам видеата ја кога бев 2019 и 2018 година, значи не смееше да има шатор. Ништо не смееше да има, зашто се беше полно. Сега чадорите и шаторите им стоја на трибина, што беше неприфатливо. Значи во недела, са бајле во 7:15 ние станавме и да се наредиме на трибина, да фатиме место за да имаме што да гледаме. Ден-два предходно имаше шатори, имаше чадори, имаше чуда враго и све, ништо тоа не смееше да има, значи не им дозволија да има. Тоа ми е мене јасен индикатор всушност колку многу беше полна таа главната трибина кај што се парат бакли, кај што се на удолницата со есот и така натаму. Имаше многу луѓе, факт, мислам дека кажаа во неделата 80 нешто илјади, што секако е далеку од малку. Меѓутоа, барем во годините кога јас бев, може би вкупно и немало толку, меѓутоа ваму кај што зборувам ја, кај што е главниот, да речеме, главната еуфорија, многу повеќе луѓе имаше. Иако, за разлика од лани и преклани, кој што беше очајно невиден, оваа година, еве гледам и видеа се споделуваат, и коментатори, и луѓе таму што беа, значи, сам споделуваат исклучително позитивни впечатоци. Вклучувајќи го и македонското со вергина знаме на стартно цел на рамнина. Не знам дали ги фати тие слики. Да. Значи се имаш. Да. Па добро, супер изгледаше баш као некој фестивал. Поише као музички, као Вудсток изгледаше, него као трка, што е супер. Мислам, ете, после Леман начекавме уште некоја слична атмосфера, да кажем, ако не и подобро. Да не грешам душа, пошто не сум толку многу искусен на тема, меѓутоа Mugello е оригиналниот фестивал кој што нели го знаеме по некои други патеки. Кога јас решив да одам да гледам MotoGP 2017-18 година, прашав луѓе што се далеку поискусни од мене и ми рекоа можеш да одиш на таа и таа трка, ама ако сакаш да одиш на ди трка, тогаш се оди во Mugello. Ништо друго не се споредува со Mugello. Ништо не може да се споредува со Mugello. Само да знаеш кога идеш на Mugello, друго постоа секој ти биде досадно. Тоа ми го рекоа. Али ако одиш, се оди на Mugello. Отидов 2018, отидов и 2019, одма после тоа, после неја отидовме во Валенсија, и сега Red Bull Ring ми се чини лани, така да факт,
ми недостасува во портфолиото, ама тоа ќе се коригира на некои следните години, Леман и Брно. Мислам, окей, ама не е тоа. Знам дека многу мина од Балканот до Брно. Меѓутоа, таа фестивалска атмосфера, таа лудорија, таа тотално избездумување, мислам дека само во Муџело го има на патека, на самата патека. Мислам дека, ако не се лажам, Муџело е единствената патека во која не спијат внатре во падок возачите. Туку ги изнесуваат надвор. Мислам дека и за Леман го кажа истото. Ама Леман не е журката на патеката, него е одма до патеката во камповите, ама веројатно е доволно гласно за да мора да ги изнесат. Па добро, тоа се што има клип у него беше запалено на тркава сега викендов, така да не знам кој би можел да спие у таква журка. Значи ние кога бевме тоаш, памтам 2019 година спиевме на патека и спиевме вкупно преку сила 45 минути 1 саат. Значи не беше ноќта, него сабајле у 6 и нешто. Легнавме у 7:15, првите оние со косилици, со труби, почнаа да ги палат и да се галами, и тоа беше тоа. Сам толку беше спиење, отидовме да фатиме место на трибина, и тоа толку беше денот. Така ќе се памти. Да, и од тогаш и Петручи, нели, победи и така натаму. Но да се вратиме ние на поактуалните теми, значи не беше планот да зборуваме за искуството на Муџело, иако мене исклучително многу ме радува тоа што сјајот на Муџело се враќа назад. Да, битна. Ќе кажеме за трката, што ни кажаа трките и што ни кажаа изминативе неколку трки, Ниџо. Што ни кажа? Ни кажа не вратија маса у реалноста, мада адреналинот и еуфоријата го понесе Пеко и направи една многу убава епизода во неделата на главната трка, барем за некои си 7-8 круга колку што траеше. И секако подобро е што се обиде да направи нешто, макар и ги уништил гумите и заврши на крај четвртиот, колку цела трка да возеше трети, што подобро тоа очигледно не може со моменталниот сетап што не му одговара на Пеко дефинитивно, и сепак и дај на публиката нешто за што може да се радува и да памтиме. Иначе ја мислам дека ќе беше ужасно досадна трка ако не беше тој дел каде што тројцата со Алекс Маркес и со Марк Маркес, кога ќе се каже Марк Маркес, сега треба да се прави така, да знаеш, цела епизода. Извини, ќе се поправаме. Така. Така да, ете, и Маркес успеа да балансира на крај, да не мафта со шпанско знаме, доволно е паметен човекот да им каже на луѓето: ало, ваш сум, нели, Дукати, носам дрес и така натаму. Джабе. Пак имаше глупости. Види, мислам дека Маркес успеа овој викенд да покаже дека не само што е онакво како мрсно копиле што по секоја цена мора да победи и тоа е тоа. Може да биде истиот тој, ама може да биде джентлмен. Во смисло тоа дека може да се исконтролира, може да биде свесен за околината и може да игра многу паметно за тие што му ги даваат парите. Што уште еднаш покажува зошто толку многу го сакаше Дукати и зошто Дукати процени дека треба да го има во своите редови, затоа што сакал или не сакал, многу добро си игра улогата. И победува, ајде тоа да го тргнеме на страна, пошто као нели јасно беше. Да. И покрај тоа што нели сакавме многу повеќе борба, сакаме се уште многу повеќе борба, меѓутоа многу зрело се носи со сите останати ситуации. Значи, тука е и да го поддржи Пеко, тука е и да се обрати културно на публика, тука е и да ги испочитува италијанците и Дукати и се живо и диво што може би позади сцена кој ќе се случат сите камери, иако не верувам дека со MotoGP возачите тоа толку многу често се случува. Се сити онака, како се смее, како со зла насмевка и како ете ви покажав на ваш терен, зашто? Не би одел до толку, не верувам, искрено не верувам. И ја не мислам. Да, добро звучи за да се
запалат страстите, во секој случај, твоја увертира, ама овакво, мислам дека му се случуваат работи у различен стадиум на неговата кариера. Пред 10 години не го интересираше многу што мисли публиката, особено италијанската. Предпоставувам, не знам. Ама сега како што сите спортисти што сакат во некој си, како да кажам, историски тим да возат, ајде, Дукати не е кој знае колку историски, да речеме пред 30 години не беше кој знае што, ама сега во последниве деценија и пол важи за таков тим као што е, да речеме, Ферари во формула, мада не може да се споредуваат тие две работи. Историјата е различна. Да, Honda Repsol пре би рекол дека е со таков статус него Дукати, ама нема везе од денешно поставување на силите, тоа е тоа. Сега исконски тим, италијански, он веќе мислам дека доволно им влезе под кожа на сите членови во тимот, како што тоа го направи во Гресини, како што тоа го направи претходно во Repsol Honda. Не викам ја дека манипулира или не знам што, едноставно такав харизма има човекот. Сака да работи, има страшна смисол за хумор и е неверојатно интелигентен и не знам, комбинацијата на сите тие работи го прават да е таков како што е и го гледаш како му светкаат очите на трдоци која победува и така натаму. Мислам, цел тим го слуша со внимание на оние технички состаноци што ги имаат. Сега на YouTube имаме шанса да го гледаме документарец што го пуштат Дукати после скоро секоја трка. Така, мислам, може човек да уочи каков е распоредот на силите у самиот тим. Не значи дека некој го заборал Пеко, меѓутоа ова е нешто што е над целата таа ситуација, особено ако земеме фактот дека Пеко мака мачи со овој мотор и би се надоврзал на Моабетов, сега малку долго ќе збора можда. Размислов, ако можеше лани 11 победи да освои Пеко со плюс 7 спринта, значи тоа е огромен број на трки, каде што мораш прв да завршиш пред сите. Не знам дали сме свесни каков успех е тоа, сепак не ја зема титулата, нели? Ама не може истиот човек за неколку месеци да се смени за 360 степени и сега одеднаш каде е утка човеков и да не знае да вози. Очигледно дека неговиот стил на возење не одговара на оваа 25-ка, која што Маркес, пак ќе кажам, со огромна контрола во овој викенд ја извозе, меѓутоа имаше неколку трки каде што киксна тешко, баш заради тоа што е моторот таков како што е непредвидлив. И дури би направил паралела со времето на Роси кога возеше Дукати, како не можеше ништо да направи тој мотор, истиот тој Роси кој што правеше ршум предходно, па и после тоа со Ямаха победуваше, нели, фамозната 2015 за малци ќе освоеше титула, после Дукати. Значи, зборуваме за некои карактеристики на машината, на алатот кој што го има, кој што едноставно не одговараат на возачот, што не го прави неспособен или неталентиран, туку едноставно не одговара. Као, ајде пак паралелата со Макс Верстапен, замисли да му дадат болид кој што нема предница, као што сака Верстапен, за да може као по жилет да ја вози по кривини и маестрални вожњи да прави Верстапен, да му дадат, што ја знам, не знам. Може би Ферарито не би му одговарало, не викам дека е лош болид едниот или другиот, но едноставно зборуваме за различни стилови на возење и на чувство, што е најбитно во тркањето. Ако го немаш чувството, само до вербата, џабе е све. Значи, далеко од тоа дека јас или ти или било кој друг вика дека Пеко не е добар возач или дека не вика, сигурно мислат че луѓето не го онака сакав само да муабетот е дека пази, Пеко завршува трет, четврт. Значи во најголем број ситуации завршува трет, да се разберем. Така. Значи не завршува 7, 8, 10, 15. Да. Изгоди, не дека немаше, меѓутоа во најголем број ситуации завршува трет. И во таа ситуација не можеш да кажеш дека он е лош возач, дека не е доволно добар возач, дека не знае да вози, кога пази де факто има уште две други Дукатија 24-ки, има уште едно друго кое што е 25-ка, нели?
И сега, ајде само со Дукати да правиме вет. Значи има и други мотори кои што од време на време како Винјалес со KTM или Yamaha и Honda и така натаму знаат да покажат нешто, далеку од доволно да бидеме искрени, конзистентно, меѓутоа може нешто да покажат на различни патеки. И Пеко завршува трет, четврт, мислам се ако не направи кик завршува трет. Но приказката е дека идејата да за Пеко требаше да биде новиот Роси, значи требаше да биде наследникот на Роси, требаше италијанската публика, Муџело публиката, таа која што го воздигна Роси да стане дел на тоа што беше, или се уште им требаше нов херој. И сега тој херој едноставно не се покажа дека има капацитет да го направи тоа. Зошто? Затоа што ако си ти мајстор шампион, ти ќе мора да можеш да возиш различни мотори на различни стилови, пошто сите големи возачи, сите големи шампиони до сега из историјата покажале дека можат својот талент, своето знаење, својот капацитет за учење да го имплементираат кога требало да надминат некаков си проблем на мотор, некаков си пречка или недостаток на мотор, свегаш. И сега во една таква ситуација, никога не знае да вози, меѓутоа се откри, условно речено, таа една голема мистерија од типот на овие новиве младиве возачи се вакви, такви, онакви, се стварно добри, и стварно се добри, меѓутоа очигледно се добри во еден стил на возење со еден принцип на возење. Ти мене ако ме прашуваш, оваа година имаме само 20 шофери на грид кои што возат кој што треба. Алекс Маркес има одличен мотор и добро го знае и добро го владее и кармата да го следи брат му помага екстремно многу. Меѓутоа има двајца возачи кои што само возат надвор од можностите на нема два, еден вози надвор од можностите на моторот, другиот се вози толку колку што треба. Зборувам за толку колку што треба за Марк Маркес, пошто он не вози ни на граница, во чести случаи он вози многу испод границата на моторот. Нема потреба. Значи, он тактизираше и држи секунда растојание до последни 3 круга, чисто тотална контрола. Нема потреба да ризикува, значи тотална контрола на трка. И на крај, окей, сега ќе направам 2 секунди разлика, чисто колку да не биде 1 секунда, да не помисли некој дека случајно не сум можел да ја победам или тесно сум ја победил трката, свеж. Не, мислам дека он со внимание за да не ја промаши, да не издата негде, да не претера повише, тука тактизираат колку што не сака да покаже. Ама пази, прв е. Од позиција на прв. И со тоа пазење, да. Може така да си го дозволи тоа пазење, бе, сакаш. Значи, во саботата на спринтот направи грешка аматерска со уклучување и исклучување на лаунч контролот, па тргна покасно, падна на 8-9 место, падна и се врати од 3 кривини малтане. Као да не е ништо, као чека да со една рака ќе пробам сега да возам, да. Па тоа ме потсети на изјавата на, како се каже, на Мото2 Гонзалес се што победува, така? Да. Значи, го казниле Гонзалес, не знам, неколку позиции назад да стартува и го прашуваат на стартинг грид пред да почне тркава, како што нема гајле, ако сме понадат, имаме темпо, све е супер, само имаме самодоверба, ќе биде окей. Цак, си излезе напред човекот после неколку круга, си натепаме, свегаш чиста победа. Си пројде покрај борбата, буквално Мануел Гонзалес пројде покрај. Ние гледавме една борба, двојките кои не гледал да ги гледат, Диего Морира, Канет и Аренас кој што беше препороден, значи они се маклјаат, се борат, овој си прошиша покрај нив, као уредо е да не ви сметам ја, извинете, и си продолжи напред. Малце да поминам, ако може. Ако може, нема да ви сметам. У широк лак ќе ве претекну. Да. Така да, таа изјава на Гонзалес, например, тотално ме потсети дека може комотно Маркез да ја кажува без никаков проблем. Само што веројатно за да не се урочува, за да не испадне препотентен, за да не испадне имаше, да, имаше, мислам дека престана еуфоријата кај него малце спласна после Остин, после Кота, и тоа безвезно излетување, онака која пресече една кривина премногу. И мислам дека после тоа малце се спушти на земја, свати дека иако е толку добар, дека може да изгуби заради глупости оваква титула. Така да, за тоа мислам дека, а и поздраво секако.
Она што станува како клучно во таа борба со техничко надвладување или совладување на моторот, станува свесно дека станува јасно дека Маркез веќе нема толку многу изразито форсирање во првите неколку кругови, дека чека нели малце гумите да завадат, односно грипот да се промени, да се како се да уедначи на предна задна, пошто на почеток задната многу повеќе турка. И не притиска на почеток, без разлика што поминуваше луѓе. Значи без разлика што имаше стварно добри борби, допири, чуда врагови и се. Мислам, она правецот на Муџело и тоа што се дешава во прва кривина со 17.000 различни патеки на движење, тоа е неверојатно. Не знам кој е дизајнирал патеката и што размислувал, дали размислувал овде сега ќе направиме една кривина, еден правец, па тука има сите попара да се прават. Не знам кој размислувал. Секоја му чест. Кој се качил на мотор на 200 на сат, сигурно немал време многу да погледнува лево десно. Што се случува, овие тројца пораѓа со 305-60 колку проаѓаат на правецот и се доволно свесни за просторот околу нив, да не си засметаат еден на друг, баш кашо немаме представа какви вртложни сили на таа брзина им се дешаваат кога се тројцата, кога си пресекуваат линии, што е страшно, не знам, непредвидливо најмала рака, да не зборуваме за опасно. Така да секоја чест капа доле на тројцата, што мислам на сите 20 двајца колку се не е битно, ама овие тројца како го изработеа, ова е филмски, не можеш да најдеш глумци со специјални ефекти да го снимиш, тоа не можеш да го снимиш. Интересниот факт беше додека траја борбите, значи на почеток во првите до 8ми круг таму до колку и да беше, ако ги погледнеш времињата со кои што ги има, ги поминува круговите, воопшто не беа паднати, воопшто не беа поспори времињата. Туку на сите поминувања, на сите претркувања, всушност ни еден од тројцата не изгуби време по круг. Значи разликата позади не за фрустрирачки за тие позади. Она пробуваш, знаеш, да ги стигнеш, овие бегаат и плюс се борат и пак не можеш да ги стигнеш, знаеш. Да, пошто кај двојките, например, кога на крај за трета позиција се бореше Канет со Арена, со Морира, да, Арена отиде напред. Кога се бореше со Морира, они значително многу губеа и за малце немаше пола круг и изгубеа. Тоа беше дуел на викендот, може, они двајца која се претркуваа, беше супер, да, последниот. Со тоа што можеше да ги кошта двајцата дебело, мислам, затоа што им се доближи кој беше пети позади нив, можеше да ги помине онака пезни. Он не беше он, Чончо беше поназад. Не, мислам дека беше Филип Салач, ама не знам, не сум сигурен. Може да беше Салач, точно, може да беше Салач, имаше неверојатен продор он. Не. Челестино Виети беше. Домашниот. Виети? Да, Виети беше, да. Добро. Челе. И ајде малце насад на MotoGP, ама и Moto3, затоа што само таму се кача италијанец на подиум. Во MotoGP не беше Пеко. Се отворија муабети, дали можеби... Чекај, не беше Пеко, ама кој беше место Пеко? Диджи Антонио. Другата 25-ка, што уште еднаш кажува нешто дека ете, сепак 25-ката може да се вози, затоа што дури храбро му рече на Алекс Маркез, имав уште еден круг ќе те помине. Не, тоа е другиот пристап кој што можеше да го одбере Пеко, ама немаше да ни приреди задоволство на нас публиката, она преска што го спомнав, ги потроши гумите на почеток, ама ни прикажа онака фантастичен дуел. До сега го чекаме цела година. Мислите дека отиде во борба по цена да не застане. Да. И тука уште нешто плюс, сакаше да го расипе ритмот на Марк и на Алекс, или у најмала рака да ги натера на грешка, ако не им го расипе ритмот, и да ги повлече на поагресивно возење, знаеш, да малце да им го поремети планот, ама не му успе очигледно. Тоа е моја мисла. Да, имаше одлична атмосфера во Муџело. Френки и Диджи Антонио се журка екстремно многу, после тоа со публика, со скокање у публика, со чуда врагови со се. Моето искуство таму беше прекрасно баш на тоа исто место на стартна целна рамнина, кога се прогласува победници. Роси тогаш не беше на подиум. Публика
ако не се лажам, мислам една пола саат кандидираше да се појави Роси, тогаш и мислам дека не се појави. Имаше други италијани во секој случај. Но ете, дали мислиш дека можеби Ди Антонио ќе биде всушност оно што или може да биде или да стане оно што можеби сакавме или италијанците се надева Бањаја да биде? Иако пази Бањаја има 2 титули, една за две за Малца и така натаму, Ди Антонио нема ништо од тој аспект ни блиску до титула, ама добро. После една трка не верувам дека нешто драстично, кој знае колку може да се смени, освен ако фрустрациите ке Пеко не продолжат и продолжи со ваков стил на трки на почеток да удри онака ударнички и после да губи позиции. Инаку дека одеднаш DJ може да го победи Пеко не верувам, освен ако не се прилагоди полесно на моторот, што исто така би било успех за DJ и би било супер. Има еден момент што нели фабрички тим, нова генерација на мотори секогаш ќе има предност односно на старите мотори, со тоа што еволуцијата кај тој мотор ќе биде се уште активна, може да ќе донесат некоја новина и можеби ќе избега 25-ката доста 24-ката и можеби ова е максимумот што Алекс Маркез може да го направи за сезонава и онака никој не рачунаше дека до тука ќе догора, сигурно не мислеше дека ќе се бори за титула и дека ќе биде толку болji од Пеко и од останатите. Ако Пеко одеднаш заборави под наводници да вози мотор, Алекс испадна дека научи одеднаш да вози мотори. Преку ноќ. До лани беше нигде, така да гледаме како се менуваат распоредот на силите, како се прелева од една на друга страна. Јас би ги спомнал во овие исклучителни вожњи што ги пружаат на гридот, уште и Вињалес кој што да не беше Морбидели, мислам дека ќе се бореше за трето, ако не за второ место, најмалце за трето место. Имаше страшно темпо. Марко Безеки фантастичен цел викенд, освен за пол позиција, што му ускрати исто така можност за качување на подиум, ќе беше лудило. Ама тоа му е главен проблем на Безеки до сега. Значи он има неверојатен прогрес, меѓутоа, да. Ете тука меѓутоа има проблем со брзиот круг. Да, ама тука Мартин би бил луд да не се врати на оваа Априлија, мене ако ме прашуваш, затоа што ова што го гледаме што го прави Безеки во трка, Мартин мислам дека може да го направи уште повеќе со подобра позиција на стартот, дефинитивно он е експлозивен за еден круг, знае да извлече максимум. И тука би го додале секако фантастичниот Фабио Квартараро, кој што имаше неверојатни квалификации. Јас одамна ова ми се квалификации од типот на не знам со кого да споредам, со премињето кога Маркез знаеше да падне 2 пати у квалификации и сепак да освои пол позиција, равно на таков успех ми е, затоа што Фабио откако се здроби онака добро на рамо, ја мислам дека клучна коска скрши у моментот кога се држеше за рамото. Испадна дека го дислоцирал или не го дислоцирал, небитно беше страшни болки. Ербегот не се издишал, па му правил притисок на рамото. Мислам, секако он 2 круга квалификациони извозе со тргање на левата рака после завршетокот на кругот, на оној cool-down lap. Значи, он возеше со десна рака до боксот. Значи, тоа се некои болки кои што не можеме да ги замислиме ние, особено при такви напрегања. Четврто најбрзо време, бе, свекаш, мислам, четврто најбрзо време. Тоа е... Не знам, ја не можам со ништо да споредам стварно неговиот подвиг, особено ако земеме предвид каде завршија сите јапонци во трка, значи сите производители јапонски, Yamaha и Honda, нигде ги немаше. И очигледно не им одговара овие 47-8 степени температури на стаза. И стварно подвиг направи човекот, мене ме воодушеви, страшно добра вожња покажа. И тоа се тие луѓе што очигледно се одвојуваат од другите и може да ги наречеме, за мене се еве овие 4-5 луѓе херои и на трката и на претходниве неколку викенди, мислам дека ќе продолжат со тоа темпо напред.
Интересно, едно време редовно го зборевме Коста, сега веќе толку се оладивме, толку разочаран на некој начин, толку веќе не гледаме некаков си потенцијал. Мислиш ли дека е период дека ќе се врати или мислиш дека тоа што помина, дека Коста тешко дека ќе докаже дека заслужува нешто повеќе од Не, Пеко, Педро Коста е она што го зборев за другиве, важеше и за него лани, оваа година е индиспониран и он само гледа како да го напушти тимот и мислам дека не може да го смисли ни мотор, ни тим, ни ништо, затоа што се осеќа као заробен, као насанкан, не биле свесни очигледно, као што ни целата јавност не беше свесна за проблемите финансиски на КТМ. Очекуваше дека влегува некој си стабилен тим и дека кариерата тука ќе ја гради, одеднаш се случува Бажаш место КТМ да пишува на моторот и мислам дека му се овакво рушат неговите соништа за освојување титули, затоа што јас сум убеден дека човекот е под материјал за повеќе кратен шампион, да биде барем 4-5 титули треба да освои, иначе би било страшна штета да таков талент да заврши без победи и титули, а на сметка на него па Вињалес иде на 4-та победа со различен производител, тоест победа со 4-та различен производител, обратно кажа. Да. Он по друга некоја си величина брка, не верувам дека нешто, нели не е он во фаза на кариерата каде што се спрема за повеќе кратен шампион да биде, он ако може да освои победа и со КТМ, ќе рече дечки, уште со Дукати не освоив, ама со Дукати секој може да победи. И освен Пеко последниот. Да. Така Burn. Така да од Коста не сметам дека он, Алонзо, Давид Алонзо и еве да спомнеме и Макс Килес кој што победи сефте на оваа трка во Мото тројки, тие се иднината на MotoGP. Дефинитивно се иднината, никој не го спори тоа, но по се изгледа дека условно речено стариве волци не да не им се даваат, него се уште се недофатливи за овие други веси. Стари волци по наводници, ама види и Фабио беше уваква атмосфера лани преклани, ако памтиш, не забори да вози, ама едноставно кога лупаш со глава од зид цело време, немаш развој, немаш подобар мотор цело време, кружиш у круг и губиш волја, знаеш. Пази сега, да, точно, но Фабио немаше изјави и однесување како што имаа Коста оваа година. Си заборел, имаше. Не, значи он имаше негативни изјави. Имаше ретки се неговите испади, ама ги имаше, не е дека немаше. Нели збореше као не осеќам никаква разлика со новиот мотор, знаеш, као ништо не направивме и така натаму. Ама никош не обвинуваше као овие врска немаат, ме сакаш. Океј, да. Види, тоа е процесот на зрење на крај крајот. Да. Дечкото има 21 година и дали е тоа нормално, ја и ти сега на 40 кусур, скоро 50, години, размислуваме сигурно поинако него што сме размислувале на 27, така да не очекувам ја дипломатски толку одговориш. И ако додадеме на тоа дека истиот менаџер кој што го менаџира Хорхе Мартин го менаџира и Коста, онда све не е јасно. Добро, за разлика од нивниот менаџер, има еден друг менаџер кој што изминатиот период, мислам дека не стигнавме да искоментираме или коментиравме за Топрак, зборевме за договорот негов, снимавме од меѓувреме? Не, најверојатно толку е паузи имаме направено да не сме го спомнале, да. Човекот кој што ги овакво ги победи трите трки од прошлиот викенд. Ги победи трите трки. Да. Капа доле, досадно, делумно, ама тоа е тоа. Да, тоа е тоа.
веројатно во најлош можен период, во најлоша можна комбинација на мотори, гуми и слично, ќе се префрли во MotoGP, од толку многу спремање, од толку многу планирање. Можеби мислам дека ово е и последниот воз на некој начин, па пошто зашто мораше да се качи на него, затоа што изгледа поминуваше и немаше веќе да му се отворат шанси. Затоа што ќе дојде пак да вози на Мишелин, нема да е на Пирели, кога ќе се сменат Пирелите. Ќе дојде да вози на друг агрегат, не на новиот 850, со кој што дефинитивно нема да има предност пред другите. Ќе дојде да вози V4, која што никој поима нема што е и како и зашто е. Од Yamaha, само знаеме дека звучи различно од social media видеата. Да. И ќе треба таа една сезона каде што ќе им бидат сите можни карти поделени погрешно, да нешто докаже, покаже, открие, каже, за да може да задржи место за следната сезона, кога можеби реално може да очекуваме нешто. Вака на хартија. Во пракса, као што може да гледаме, многу ретко нешто испаѓа кога што сме го дискутирали. Види, од друга страна, па ја мислам дека тотално растаретен од притисок ќе биде, баш заради овие сите работи што ви кажа, затоа што има оправдување за се, за било кој лош резултат. Па добро, јас сум на други гуми. Па добро, моторот е нов. Мислам дека повеќе од собирање искуство на стази на кои што нема никад возено, возење на сосема други линии на тркачки патеки, нели, Филип Ајленд и за MotoGP и за Superbike, ама тотално различно се возат тие две трки. Целата оној циркус позади што се случува во боксовите и така натаму, ќе мора и на тоа да се прилагоди, затоа што ваму е застанува напредно, кочи, влегува подручна у бокс и така натаму, многу лабаво, нели, се понаша, затоа што и резултатите го поддржуваат за да се понаша така, и тоа е тоа што сите жалиме. Супербајк ќе изгуби една величина од тој тип и еден ентертейнер, да кажам, забавлjač од негова класа. Мислам дека наредна сезона, освен од буквално растаретено да влезе у таа сезона, би било глупост да се очекува он сам од себе да очекува нешто да покаже. А ако покаже, ќе биде светско чудо, затоа што толку нови услови. Тоа сакав да кажам, дека всушност притисокот никој не му го наметнува и никој не го дискутираше одоколу. Сам себе си го наметнуваше притисокот. Ако ја погледнеме историјата на возачи кои што преминале од Superbike во MotoGP, значи не обратно, туку од Superbike во MotoGP, има 5-6-7 возачи, не знам точно колку беа во целата историја на постојање на овие две првенства, кои што се префрлиле во насоката во која што ќе се префрли Топрак, и апсолутно ниту еден не е постигнал никакви сериозни успеси. Значи, не знам сака Пироси или кој да беше имал чат-пат победи, неколку на трки, и тука е максималниот, нели, како да кажам, достиг на возачи од Superbike што се префрлиле во MotoGP. Ама нова историја, нова ера, нови генерации, нови таленти, никој не знае. Значи, не можеш да знаеш ништо со сигурност. И секој е уникатен за себе, така да апсолутно да, апсолутно да. Најголем проблем му се годините, мене ако ме прашуваш, иначе друго све му е окей, нели, школата, скалилата на одење во MotoGP се установи у последниве неколку деценија, можеби. Се знае, Rookies Cup, Moto3, Moto2, MotoGP. И така, тука е востановена таа патека, мада Топрак има возено у Rookies Cup, само што после тоа во Суперспорт има отидено наместо да продолжи во шампионатов. Зашто не знаеме, искрено, дал тоа е периодот кога татко му почина, не знам, не сум сигурен, не сум чешал толку по историјата. Или па го повлекол Кенан Софоглу, менаџерот, у тој правец по неговите патеки проверени, да кажам. Као вамо има конкуренција. Не знам, искрено не знам, небитно да не шпекулирам, ама дека го има целиот талент на светот за да успее, го има. Сега дал го има времето, мене искрено тоа ми е само некоја
енигма. Ако некогаш беше нормално на 26-7 години да се влезе у MotoGP, сега веќе на 20 гледаш влегуваат на 18, 19, 21, 22. Добра, ама малце ја поместија таа граница, значи не им дозволува така лесно толку млади да ги седнат на MotoGP. Па последниот период има 19 годишен. Да, Фермин Алдегер е 19 годишен, пред него 19 годишен, тоест 18 беше Акоста. Да. Така да се уште ултра талентите се тука. Па Раул Фернандес не беше нешто многу помлад, постар уствари од нив двајца. И он влезе доста млад. Овој Гарднер беше малце повозрастен, он е повозрастен и Фернандес е исто така, Аугусто повозрастен, од овие последниот што влега. Иначе 20, 21, 22 тука негде врвот. Што мислиш за муабетот зашто Дукати му дава на Булега да тестира MotoGP байк? Па Булега осцилира околу целиот циркус, он беше страшно талентиран во руки скап, јас го следев во таа класа и мислам дека величината негова физичките предиспозиции можеби, не знам, ајде ако гледаме така и Роси беше ултра висок за MotoGP возач, ама не му се поредија баш коцките се додека не се префрли во супер спорт. Па ете, сигурно ќе влезе во некој тим. Дал VR46 место Морбидели, колку и да не е симпатичен, мислам дека човекот го кажа тоа што го имаше да го каже во MotoGP и треба да се поздрави као луѓе да се поздравиме. И овакво има место за калибарот Булега, особено што после Топрак не знам кој ќе му парира во супербајк и има простор за него во MotoGP. 26 мислам дека има наредна година. Ако вози, ќе вози дефинитивно во супербајк, сакам да кажа ако му биде последно супербајк има 27, значи со 28 да влезе во MotoGP и тоа е и за него задња шанса, ама новите правила, како што зборевме, ќе направат ресет. Пирели гумите за него ќе дојде смут преминот за него, ете. Види, изминатите недели стигна информација дека Мишелин ќе се вози од 2027 во супербајк, така да. Па нека предат Пеко и Маркес у супербајк. Нека се свичнат. На познати гуми. Да. Добро, не знам каква гума ќе оди некој од ГП таму. На сметка на Топрак ќе мора некој да отиде до супербајк. Па, иако ајде Топрак можеби и така. Меѓутоа пази, не во новиот договор на како се каже Баутиста. На Баутиста. Не му го обновија договорот на Баутиста. Значи треба да си бара среќа во некој приватен тим ако воопшто се најде среќа. Топрак оди, Булега му дава да тестира MotoGP байк, да го спремаат да одење, за неодење, што и да, ме свегаш. Мора, пошто Дорна е организатор на едното и на другото првенство, мора да најде начин како да задржи популарност на супербајк, пошто релативно убав, условно речено, раст и тенденција си има и супербајк. Мислам, од секој пат сме знаеле дека гледаме трки таму многу повеќе борби, иако во последно време и таму однемува борби толку многу. Има, ама не се до толку колку што ги знаевме од времето на Реа и компанија. Мислам, и Баутиста, и Топрак, и така натаму. Така да... И Реа планира да напушти тим, и он планира да промени. Јаноне, мислам дека му се одброени деновите, не може да заврши на трка, мислам дека повише... Напиша дека му обнови договор, не обнови договор, за истиот. Стварно? Да, уште пред месец дена. Кој ќе им дава пари на нив за мотори да купуваат и за делови секој месец дена, BMW секако, значи празно место BMW, Дукати и Ямаха. Па сега ти види. Да. Се шпекулираше можеби за Петручи во фабрички тим, меѓутоа не верувам.
Прво, пошто е на крај на кариера, глупо е да се инвестира у него. Второ, пошто он рече дека си е среќен ваму кај што си е, дека му е окей, дека е искулиран максимално. Ама рече дека као стилу, ајде да видиме. Не се затворени опции. Манците треба да влезе од супер спортмена, ако ме прашаш, или у Дукати или у Ямаха, Манци е страшен. Тоа секако, меѓутоа можеби некоја Moto2 да се префрли. Па и Джек Милер е кандидат сериозен, така да има. Он не би знам, ама. Па добро, види Джек Милер, мислам дека повеќе сезони веќе обстојува некако во MotoGP живурка. И он веќе му се одброени деновите, иако види одброени се, меѓутоа Джек Милер е, судејќи според изјавите негови на Ямаха и така натаму, доста добар работник кој што има искуство со многу различни мотори и во овој момент очигледно игра за тимот. Гледаш дека на спринтот стави тврда задна гума чисто за да тестира да видат утре дали ќе може да се окей, ама и он како и Мир не собира податоци, не успева да ги собере. Ретко завршува. Тоа е премногу. За последниве трки завршува, не па ја толку често. Добро е, оваа трка имаше технички проблеми, ајде, може да нема зееме за зло, меѓутоа он покажа брзина страшна на почеток на сезонава и после малце така се вратија работите на место. А не битно, окей, дал он или Оливира, некој ќе мора да менја категорија. Мислам дека нема да останат у MotoGP, пошто нема каде да останат. Окей. КТМ може да направи 300 рокади, затоа што не знам колку веруваат возачите во тимот. Ети тоа е плюс потенцијал за промени. Интересно воопшто, значи ете КТМ си ја реши својата иднина, барем сега за сега, доби пари, Баџаџ го откупи долгот и така натаму. Сложена е таа нивна собственичка структура, да не навлегуваме во тие детали, но апсолутно никаде не прочитав никаква информација дали Баџаџ или кој да е нешто спомна за MotoGP тимот или за генерално Racing Department од нивни. Многу малку детали, иако последниве недели не проверував, меѓутоа многу малку детали излегува на површина типот на што планираат индиците да прават, нити со производството на мотори дискутираа што ќе се случува, како ќе се случува. Од друга страна Баџаџ произведува и за Триумф исто така мотори и така натаму, тие помалите 400-ките и слично. Многу тука дискутабилни работи. CF се дистанцира од нив. Мене ми е многу интересно што ќе се случи со CF Moto2 и Moto3 тимовите, CF Moto. Затоа што тие беа тесно повртени, се всушност КТМ тимови само со нови Moto3 Rookies Cup. Не знам тоа што ти се случи, тоа е комплет подржано од КТМ скоро. Приказката е дека не знам колку CF сега се самостоја како тим, иако мислам дека имаат европски од Франција, ако не се лажам, ги управуваат и ги контролираат, им даваат пари на CF и дека покрај тоа што моторот е КТМ и веројатно инженерите ги преземале дел од нив од КТМ, дека ако ништо друго сега, ако никогаш предходно, дефинитивно ќе мора да разгледат опција да се одвојат од КТМ и да функционираат независно. Иако, ако не грешно слушам, мислам дека и до сега беа прилично независни од КТМ. Дали тие можеби ќе од некоја колатерална, ако нешто се случува со КТМ, се кратат буџети, се кратат тимови, се кратат ова, се кратат она, тоа е сериозен знак прашање. Така да де факто Moto3 освен КТМ и Honda нема друга као производител, другото се све спонзорски договори и они можеби имаат инженери кои што се паш на CF Moto, кои што работат во тимовите, меѓутоа фабрика која што произведува мотори на CF Moto за Moto3 нема. Така да ќе треба да почнат од нула ако сакаат да продолжат да останат во спортов или да ги откупат патентите, ама кој ќе им даде тоа, не верувам во такво нешто. Не знам, ќе видиме, ќе следиме. Битно многу тоа е лошо кога ќе се подпре само на еден производител. Тоа го зборевме за гуми, кога Pirelli настапи толку доминантно сега и MotoGP и Формула 1 и не знам ова и Супербајк и среќа што отиде Мишелин или у Супербајк. Премногу подпирање. Очигледно Дорна добро планирала, мислам, свесно. Добро види се, добро планирала, ама се случуваат работи непланирани. И еве останувањето на подпирањето на КТМ колку ќе ги кошта Дорна ако
решат бажаш види ова, ни се фрлање пари, ќе си останеме во крос на пример или ендуро, само по тоа се препознати. Кај што всушност ти царува, мислам Дакар што така на. Да. Сега фрлаш милиони за да спасиш некој бренд, па сега за китењето мислам дека ајде окей, сето тоа е реклама и разбирам, ама некој таму во Excel ќе седне и ќе израчуна и може да направи кат. Така е. Или ти поново не во Excel, туку AI, затоа што индиците се познати по мануелна работа. ChatGPT, дали мислиш дека треба да одма уште не докажа на реченицата не. Секако индиците одговараат од позадина. Да. Are you crazy, man? Ничо, се спремаш ли ти полека? Го гледам календаров, следна трка е сега овој викенд во Холандија, во катедралата. Асен. На MotoGP во Асен. И после тоа има Германија и доаѓа Чешка, односно Брно, каде што чекај, само на Брно одлучи да одеш или ќе одеш и на Балатон? Да, само на Брно, нема да стигнеме и Балатон да. Погоди кој возеше на Балатон овој викенд? Баже? Данило Петручи. Како се најде таму? Не знам, имаше слики поставено на тренинги, на тренинг. Со Пинегале некој возеше. Усари некој. Двете Пинегалење беа, ама не знам, изгледа беше онако баш, ајде идеме да видиме патеката. Што малце нефер, пошто никој од овие други бе нема возено изгледа. Па ако дозволуваат правилата, веројатно им дозволуваат, така да. Со не тркачки мотор да отидеш. Па ја немам поима што беше тоа, пази Пинегале, тој е близко до ова што го возат, како ти кажам, мислам сега. Или ова може го нема истиот ли она дизајн на него залепено спонзорите и сега имаше девитки, имаше се Пинегале беше сигурно дури и новото мислам да ги беше. Нели деветка имало тоа е тркачкиот. Чим ставиш деветка на мотор одма друга. Леле, не збориш за мојот мотор сега. Да. Конечно после 6 месеци од која ги набавив, налепниците легнаа на мотор. Одма автоматски. Па тоа е тоа. Има уште многу трки, летово иде, малце сме успорени, температури топли, одмори, патувања. Ако стигнеме да снимиме, ќе снимиме, ако не стигнеме да снимиме, ве молам немојте да пишувате пораки. Ги пратиме парите за зашто сте не ви одговарам. Предплатите ќе ги вратиме. Предплатите. Ако не се задоволни. Така. Добро, Даре. Ништо, ајде, до следно јавување. Имаме уште 2-3 епизоди, сигурно. До следно јавување уште 2-3 епизоди. До Брно. До Брно, па. Најмал да се надеваме најмалце една, ако не и две. Да. Поздрав. Се гледаме. Ајде, чао.